За секој случај, законот стручните служби го прилагодија за да се носи во редовна постапка. Јас го подпишав писмото, ако нема никакви забелешки, ќе оди исто така што е предложено. Но еве јас денеска презентирам во која насока би сакал да се дополни законот. Например, во Законот за заштита на сведоци, кој што е донесен 2005 година од парламентарното мнозинство на СДСМ и ДУИ, таму се предвидени високи казни. Меѓу другото е предвидена казна ако се објават податоци за правиот идентитет на задачен сведок, меѓу другото ако има тешки последици, дури над 15 години затвор или доживотен затвор. Предлагам, ако лице лажно сведочи со прикриен идентитет, да биде казнато најмалку 4 години затвор. А ако настанат тешки последици, ако некој е обвинет, осуден на казна затвор повеќе од 10 години, и тој да му биде запретена казна дека ќе биде казнен со казна затвор најмалку 10 години. Ако пак службено лице, јавен обвинител, судија или припадник на полицијата учествуваат во подготовката на лажен сведок и му го прикриет идентитетот и врз основа на такво лажно сведочење на некој бидат загрозени неговите права, осуден на затвор, казна, не знам, доживотен затвор, тогаш за припадниците на полицијата, за јавниот обвинител, за судијата предлагам исто таква казна, да биде најмалку 15 години или доживотен затвор. Мислам, тоа е начин како да ги заштитиме основните права и слободи на граѓаните. Не сум против тој институт како посебна истражна мерка, прикриен сведок да се користи во доказната постапка, но мора да се заштитиме од можноста одредени сведоци да бидат подготвувани, лажни сведоци, да го укриваме идентитетот и врз основа на такво сведочење да има последици по граѓаните. Така да мора да има заштита. Законодавецот, тогаш кога го носеле овој закон, Законот за заштита на сведоци во 2005 година, добро е што предвиделе казни ако се обелодене идентитет на заштитен сведок, но не предвиделе казнени одредби ако се злоупотребува заштитениот сведок. Господине Транов, уште едно прашање, имам дел од медиумите пиша дека токму Павле Транов го повлекол законот под притисок на владеачката партија или мнозинството во парламентот. Ајде да објасниме дали станува збор за тоа или вистински сака да се доработи законот и да се понуди на собранието подготвен, детално и разгледан. Значи законот вакако што е подготвен во скратена постапка, ако не го поддржаа мнозинството пратеници, тој практично немаше да се донесе. Бидејќи сугерираше ВМРО ДПМН, пратеничката група, да направат дополнителни консултации, пред се експертски, и тоа нивно барање, јас го прифатив да практично се промени процедурата на носене само, наместо во скратена, во редовна. Значи, апсолутно нема никакви притисоци, бидејќи законот ќе излезе пак во парламентот. За недела дена повторно ќе влезе во процедура. Ќе го подржат сите пратеници или не, и добро е сега да се изјаснат, во текот на овие денови да се изјаснат и СДСМ, и ДПА, и ДУИ, и ВМРО ДПМН. За јавноста, новинарите, вашата фела, сите граѓани знаат кој не сака да се промени законот за заштита на сведоци. Така да, мојот став и ставот на Демократски сојуз останува исти. Ние стоиме цврсто за тоа дека промените се во функција на заштита на правата на граѓаните.